Независното судство е основа за владењето на правото, а оставките не значат реформи, вели првиот човек на судскиот совет Александар Камбовски. Иако собранието изгласа интерпелација на дел од членовите на судски, анкетите покажа дека граѓаните бараат оставки за враќање на довербата, Камбовски не се согласувал. Вели потребни биле измени на законот за да се случат промени. Според него не може да се зборува за независно действување ако се уште финансирањето на судовите оди преку извршната власт, односно од владата. Оставките не се реформа, а видите, судскиот совет е скоро целосно променет. Од ова впечаток што се влече од минатиот состав на судскиот совет. Сега, како што знаете, скоро половина од судскиот совет е променет. А доколку сакаме на вистина некоја реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на судски совет, на обвинителски совет, а само персонални промени тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Без доволно кадар и ресурси не може да се очекува ефикасно судство, смета првиот човек на Кривичен. Судиите побараат да бидат вклучени во законските измени за правосудството, за да се смени лошата слика за целиот систем. Но токму несреќата во Кочани, како и сите судски постапки кои се поврзани со предистражните и истражните действија поврзани со самиот настан, но и сите идни судски постапки кои најверојатно ќе следат во иднина, може да бидат поттик за навремено да реагираме во делот на организацијата на судовите, недостигот на судии, а во последно време и недостигот на стручна и судска служба. Потребна е институционална кохабитација на трите власти, заставена на универзалните принципи на владењето на правото и демократските вредности. За жал, по многу спроведени реформи, денес, како да сме на самиот почеток, иста дебата, исти залагање, нова надеж и стари проблеми. Критики за лошата структура во правосудниот систем стигна и од мисијата на УПСЕ во земјава. Во наредниот период мисијата на УПСЕ најави поддршка на институциите за реформи и институционални подобрувања. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.